Се надеваме дека следната година, значи градот Скопје ќе добие нов детски забавен парк, или Луна парк. Скопје уште во 2009 година ја почна постапката за изградба на нов Луна парк. За таа цел изготвивме студија. Изградбата на новиот Луна парк вклучува влезна партија со билетара, продавница за сувенири, канцеларии за администрацијата. Луна паркот значи ќе биде направен после 44 години. Градот Скопје ќе добие нов Луна парк. Значи очекуваме неговото функционирање да биде некаде почетокот на следната година. Барањето на овој забавен парк ќе креираме нови 100 работни места, директни. Во најмалку 300 километри радиус од Скопје, ваков тип на забавен парк и целосен концепт не постои. Нема да има никакви градења и ништо повеќе од она кое што е предвидено со проектот, а тоа се единствено реквизити кои што ќе служат во делот на средување на Луна паркот од аспект на реквизити за забава, односно она кое што треба самиот Луна парк согласно основниот проект да го има. Но од сето ова едно големо ништо. Скопскиот Луна парк, некогашен символ на детската радост, семејната забава и дружба, денеска останува запуштено место, обраснато од бујна вегетација, оставено на забот на времето и сведок на институционалната негрижа. Повеќе од 7 години, оваа локација во срцето на Скопје, во градскиот парк, стои оградена, без знаци на реконструкција или било каква градежна активност. Просторот е обраснат од високи треви, полн со инсекти и отпад, а некогашните реквизити кои беа тука за забава и рекреација сега остануваат само во спомените на минатото. Граѓаните се жалат дека во Скопје нема места за забава на најмладите и со душа чекаат место за рекреација. Но проектот за нов модерен Луна парк кој беше најавен уште во 2017-та предвидуваше буџет од 6,5 милиони евра и површина од 25.000 метри квадратни, изостана. Планот вклучуваше современи реквизити, 7D кино, картинг, други атракции. Но и покрај ветувањата, реализацијата на овој проект остана само на хартија, со многу малку активности на терен. Во меѓувреме, градските власти продолжуваат со нелогичните потези. Пред неколку години вртелешката која беше на плоштадот како дел од проектот Скопје 2014 беше преместена во Луна паркот, иако тој не функционира за посетители. Овој потек предизвика нејасноти кај граѓаните кои не беа информирани за причините за ваквата одлука. Денеска и вртелешката и просторот изгледаат како во поствоена зона, а иако од градот тврдат дека работат на партерното и хортикултурно уредување, реалната состојба на теренот не го потврдува тоа. Скопје, како главен град, заслужува функционален и безбеден простор за забава и рекреација, особено за најмладите. Запуштеноста на Луна паркот не е само естетски проблем. Ова е символ на институционалната негрижа и неисполнетите политички ветувања. Поранешниот градоначалник Петре Шилегов најавуваше тематски забавен парк во кој ќе влезат дел од реквизитите кои беа најавени од неговото претходно раководство во градот Скопје, но и од тие најави денеска нема ништо. Очекувам дека истиот ќе стане туристичка атракција и сериозно ќе го помогне и економскиот развој на нашиот град, бидејќи како што веќе напоменав, такво нешто што очекувам дека ќе биде многу брзо завршено, ќе ги поведеме соодветните постапки после презентацијата на студијата, ќе биде нешто со што скопјаните гордеат. Граѓаните денеска со право бараат одговори и конкретни чекори за враќање на овој простор во живот и повторно враќање на детската смеа и радост во Луна паркот. Во потрагата по одговори, за жал неуспешно се вклучивме и ние. Испративме прашања до службата за односи со јавност во градот Скопје, кои имаат доволно време да одговорат зошто проектот се уште не е завршен, што конкретно е завршено досега. Каде се чува набавената опрема, дали е безбедна и функционална поради поминување на долго време. Дали постои правен спор со некој од изведувачите или добавувачите и што ја кочи реализацијата на проектот.
Која е сумата на пари досега потрошена за изградба на Луна паркот, вклучително и трошоците за проектна документација, градежни работи и набавка на реквизити? Ова се само дел од прашањата кои ги испративме до службата за односи со јавност во градот Скопје. Но и на неколку часа пред емитување на овој прилог, одговор оттаму се уште не дојде. Состојбата во некогашниот скопски Луна парк денеска наликува на напуштен затвор. Детската смеа и джагорот одамна се минато тука, а денеска сите генерации го избегнуваат овој простор кој стана собиралиште на змии и влекачи. Докога ќе биде состојбата вака и зошто овој простор е оставен на забот на времето во центарот на градскиот парк во Скопје, останува да видиме.